Нови административци ќе се вработуваат во општина Пробиштип. Пред да се распишат изборите, општината распишала конкурс за вработување на 4 лица во општинската администрација. Точно е дека е распишан оглас за ангажирање на 4 лица во општина Пробиштип. Лица кои се неопходни за функционирањето на општина Пробиштип. Станува збор за 3 работни позиции архитекти и 1 јазичар или лингвист во општина Пробиштип. Новите вработувања Пробиштип ги правда со потребите на општината за ваков вид на кадар и важечката систематизација која предвидува нивно ангажирање. Во време на јавни прозивки на високи функционери од СДСМ за партиски и роднински вработувања, Анастасов е дециден дека изборот на новопримените нема да го врши партијата. Како потврда се повика на досегашната едногодишна пракса во општината. Дали јас како градоначалник немам ангажирано лица или продолжено договори во јавни институции во Пробиштип, без разлика дали станува збор за проект или со оглед на институцијата каде што има потреба, нивни членови од ВМРО-ДПМНЕ. Освен нови вработувања, Анастасов најави и прераспределба на веќе вработените кадри. Согласно согледаната состојба во изминатиот период, најавувам дека ќе следат прераспределба на државни службеници, но не политички и тенденциозно како тоа што беше во минатото, туку со еден единствен интерес, зашто е можно да имаме подобри општински служби во интерес на граѓаните. Кој каде ќе заврши се уште е непознато, но извесно е дека смена ќе има првенствено на раководителите на одделенијата. Од почетокот на мандатот на Анастасов, ова е прва најава за прераспределба на кадри во општината.